Добар ден на сите. Добре дојдовте на овој јавен состанок кој што е прв за оваа година. На состанокот ќе бидат презентирани и реализираните активности на агенцијата согласно годишната програма за работа за првиот квартал во 2025 година, а по завршувањето на презентацијата ќе биде отворена панел дискусија на која ќе може да поставувате прашања од ваш интерес. Изминатите 3 месеци агенцијата ги реализираше најголемиот дел од програмските и административните надзори врз радиодифузерите предвидени во годишните планови за програмски административен надзор. Надзори се извршени врз сите телевизиски радиопрограми на јавниот радиодифузен сервис, при кој е констатирано само едно прекршување кај МРТВ3 за обврската за обезбедување информации кои треба да се направат достапни до корисниците. Преостанува да се спроведат уште неколку редовни надзори врз националните телевизии Наша ТВ, 24 Вести ТВ, Сонце ТВ, Клан Македонија ТВ, Шења и компани 21. По трагичниот настан кој се случи во Кочани, беше спроведен повеќе дневен вонреден програмски надзор през програмите на радиодифузерите за известување за трагедијата, како и за усогласеноста на програмата за време на деновите на жалост. Веднаш по настанот и во наредните денови агенцијата до сите уредништва на телевизиите и радијата испрати соопштенија со насоки како да се приспособи програмската понуда за 7-дневниот период на жалост. Освен ова, постојано бевме во контакт со радијата и телевизиите за навреме да им укажеме на евентуалните пропусти, да ги се разбира пропусти имаше, но ретко и во ниту еден случај не биле намерни. По службена должност, вонреден програмски надзор е реализиран врз универзитетското радио УГД-ФМ, кој покажа неисполнување на програмскиот концепт, врз основа на кој непрофитното радио добило дозвола за радиоемитување. Вонреден програмски надзор се реализираше и по представка за говор на омраза во емисијата Седмица на телевизија Алфа. При надзорот не беше констатирано прекршување на посебните забрани од членот 48 од Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, а за деталите од анализата и представката беа запознаени подносителот на представката и телевизија Алфа. Откако заврши рокот за законско согласување, извршени се повеќе контролни програмски надзори и административни надзори врз телевизија Дуе, телевизија Нјуз, телевизија Протол, телевизија Спектра и телевизија Стар. Надзорите покажаа дека ТВ Нјуз не ги исполнило врските за објава на импресум и за објава на информации кои треба да се направат достапни до корисниците. ТВ Дуе и ТВ Спектра продолжиле со неемитување најмалку 30% изворно создадена програма, а дополнително ТВ Дуе не исполнило врската за заштита на малолетната публика. За сторените прекршувања ТВ Дуе, ТВ Нјуз и ТВ Стар им беа изречени мерки јавна опомена, додека ТВ Спектра и беше покрената прекршочна постапка која што е во тек. Извршени се 3 административни надзори врз работењето на издавачите на печатени медиуми, од кои 2 редовни и 1 контролен, сите беа од аспект на исполнување на врската за објавување на импресум. Првиот редовен надзор беше спроведен врз 14 издавачи на печатени медиуми, со него беа опфатени печатените медиуми Нова Македонија, Слободен печат, Вечер, Лајм, Капитал, Фокус, Бахче, Економија и бизнис, Портрет, Убавина и здравје, Порта 3, Емитер и Народен лекар. Обврската беше исполнета во целост ки сите медиуми. Вториот редовен надзор беше спроведен врз 5 печатени издавачи на печатени медиуми, беа опфатени медиумите Штипски глас, Шења, Инстор, Зенит и Лице в лице, и во овој надзор не беа констатирани прекршувања кај ниту еден субјект. Контролен надзор беше спроведен врз Друштвото за производство, трговија и услуги Колор Медија Плюс од Скопје со цел да се констатира дали овој издавач постапил по помената што агенцијата му изрече во 2024 година заради необјавување во целост на податоци што треба да се одржи импресумот во изданието број 6 од печатениот медиум The Economist. Надзорот покажа дека издавачот во целост постапил по изречената мерка и го отстранил прекршувањето на Законот за медиуми. Врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи извршени се вкупно 23 надзори, од кои 21 редовен и 2 вонредни. При редовните надзори за почитување на врските за регистрација на програмските сервиси
испитување на програмските сервиси кои ги реемитуваат и за обврската за програмскиот пакет кој што го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмите на јавниот радиодифузен сервис, беше констатирано прекршување кај операторот Multimedia Network L од Гостивар поради реемитување на нерегистрирани програмски пакети за кои што му беше изречена мерка јавна опомена. През операторот Multimedia Network L од Гостивар извршени си 2 вонредни програмски надзори, каде беше утврдено дека операторот реемитува програмски сервис на домашен радиодифузер надвор од сервисната зона, за која радиодифузерот има добиена дозволата за телевизиско емитување и не доставува сигнал во идентична содржина како онаа што им е достапна на неговите претплатници, што е спротивно на законските одредби. Советот на агенцијата заради констатирање непочитување на законските одредби донесе 8 јавни опомени за 4 радиодифузери, МРТ-3, ТВ Дуе, ТВ Спектра и ТВ Ньюс. Донесени се и 3 решенија за јавно опоменување на операторот Multimedia Network L заради за реемитување програмски сервиси кои не се регистрирани во агенцијата, реемитување на програмски сервис на домашен радиодифузер надвор од сервисната зона за која има добиена дозвола за телевизиско емитување и недоставување до агенцијата сигнал во иста содржина со онаа што им е достапна на неговите претплатници. Радиодифузерите и операторите на кои им беше изречена мерка јавна опомена им беше наложено да го согласат своето работење со одредбите на Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, а по истекот на рокот на законското усогласување агенцијата ќе изврши контролен надзор со цел да утврди дали субјектите на надзор постапиле по решенијата со кои биле јавно опоменати. Спроведена е една постапка за порамнување, постапка за издавање на прекршочен платен налог за телевизија Компани 27М, која заврши успешно. Покренати се 9 постапки за одземање на дозвола за радио и телевизиско емитување, поради што радиодифузерите во законскиот рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од агенцијата не го платија годишниот надоместок за дозволата за телевизиско, односно радио емитување. За наведеното, агенцијата за радиодифузерите испрати дописи за кои ги извести дека доколку не го платат годишниот надоместок за дозволата за телевизиско, односно радио емитување, советот на агенцијата во рок од 15 дена од приемот на предлогот за покренување на постапката за одземање на дозволата ќе донесе одлука за одземање на дозволата за телевизиско, односно радио емитување. Во меѓувреме 8 радиодифузери го платија во целост годишниот надоместок за дозволата во законски утврдениот рок, пошто покренатите постапки за одземање на дозволите беа соплени од страна на агенцијата. Единствено телевизија Шутел не го плати годишниот надоместок за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, поради што агенцијата донесе одлука за одземање на дозволата. Донесена е една одлука за доделување за радио емитување на програмски сервис говорно-музичко радио од општ формат, во кое застапените видови и програми остваруваат најмалку 2 од 3 медиумски функции на македонски јазик на локално ниво на подрачјето на општина Куманово. Донесена е една одлука за продолжување на важноста на дозволата за телевизиско емитување на телевизија Ускана Медија за време трајање од 9 години. Изминатиот квартал представници на агенцијата учествуваа во повеќе меѓународни активности, меѓу кои на состаноци на Ерга и Емил, билатерален состанок со Независната комисија за медиуми на Косово во Приштина, работен состанок со амбасадорот на Република Франција, панел дискусија, етничко известување и отпорност на информацијски манипулации во организација на Министерството за европски прашања, конференцијата Кликови, пари и влијани, улогите и одговорностите на онлайн медиумите во изборите, организација на ИФЕС, работилница на ОДИХР, поуки од романските избори во 2024 година, за јакнување на изборниот интегритет на Западен Балкан, одржана во Букурешт, Романија, и на повеќе состаноци во рамките на проектот Заштита на слободата на изразување и на слободата на медиумите во Северна Македонија, Профекс. На 24 јануари се одржа завршниот настан на твининг проектот, финансиран од Европската Унија, за јакнување на капацитетите на Агенцијата за аудио и аудиовизуални медиумски услуги на јавниот радиодифузен сервис, организиран од Германската фондација за меѓународна правна соработка, АВМУ и МРТ. На состанокот беа презентирани постигнатите резултати од проектот. Прирачникот за препознавање дезинформации, а се одржа и панел дискусија дезинформации, како да се препознаат и да се спречат.
Во јануари, Агенцијата до Министерството за правда одговори на прашалникот за 19-тиот состанок на Подкомитетот за правда, слобода и безбедност. Во одговорите Агенцијата реферираше за своите финансиски, човечки, технички ресурси, клучните празнини и предизвици во обезбедувањето, транспарентност, собственоста на медиумите, правилата за медиумска концентрација, за препораките на ОДИХР за изборните кампањи и медиумите, вклучително и социјалните медиуми. На 20 јануари представници на Агенцијата учествува на 20-тиот состанок на Подкомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика, кој се одржа во хибриден формат. На состанокот во делот на информатичкото општество и медиуми се разговараше за измените на Законот за медиуми, финансирањето на регулаторот и јавниот сервис, како и за избор на членови на Советот на Агенцијата и на програмскиот сервис на МРТ. На 13-14 март во Брисел, Кралство Белгија учествуваше на 19-тиот состанок на Подкомитетот за правда, слобода и безбедност и на билатералниот состанок за извештајот на владење на правото. На Подкомитетот во делот на фундаменталните права, слобода на изразување и слобода на медиумите, представниците на Европската комисија побараа информации за измените на Законот за медиуми, финансирање на регулаторот за медиуми и јавниот сервис, условите и постапката за избор на членови на Советот на Агенцијата и Програмскиот совет на МРТ, државното рекламирање, транспарентноста на собственоста на медиумите, вклучувајќи ги онлайн медиумите и медиумската концентрација. Издадени се вкупно 61 потврда за регистрација на програмски пакети, откако се констатираше дека доставените пријави се комплетни и уредни. За имателите на права се доставени 6 известувања врз основа на извршен програмски надзор, каде Агенцијата утврдила дека операторот на јавна електронска комуникацијска мрежа бесправно реемитува програмски сервиси кои што не се регистрирани во Агенција. Во деновите од 16 до 23 март, кога се реализираше вонредниот програмски надзор врз програмите на радиодифузерите за известување од трагичниот настан во Почани, како и за програмата имитувана во деновите на жалост, телефонски и писмено беше одговорено на повеќе претставки од граѓани против неколку радија и телевизии, што од различни, најчесто технички причини, соодветно не ја прилагодија програмата за 7-дневниот период на жалост, а по насоките од соопштенијата на Агенцијата. Во врска со трагичниот настан во Почани, сакам да истакнам дека Советот на Агенцијата на седмицата одржана 19 март донесе одлука за доделување финансиска помош, донација во износ од 1.500.000 денари. Донацијата ќе се спроведе преку Црвениот крст на Република Македонија на посебна наменска сметка Фонд за солидарност. Воедно, уште една сакам да изразам длабоко жалење и сочувство до семејствата на настраданите во Почани. Почитување, ова беше накратко представување на активностите на кои работеше Агенцијата во првиот квартал од 2025 година. Доколку имате прашања поврзани со денешната презентација, повелете, но секако доколку имате и други прашања од вас и интереси, стоиме на располагање. Патриоме Дервиши, Алфа телевизија, како гледате на забраната од институциите за снимање со дрон во врска со трагедијата во Кочани и овде не зборувам само за погребот, но и за протестите? Јас не би можел да ви кажам ништо, веќе ние немаме никаква надлежност во тој дел. Предпоставам, не предпоставам, него тие одлуки ги носеше Министерството за внатрешни работи, предпоставам дека тоа го носат врз основа на закон и врз валјда на некаква си проценка. Ние ниту учествуваме во донесувањето на таквите одлуки, ниту имаме некакво законско влијание или надлежност врз донесувањето на таквите одлуки. Благодарам, ако нема други прашања, благодарам за присуството и се гледаме во друга прилика.